последниве неколку години низ населените места, некаде околу 7000 метри беа асфалтирани и реконструирани нови улици. За поврзување помеѓу неколку населени места, околу 4000 метри беа асфалтирани и реконструирани улиците. А благодарение на брзата наша заедничка интервенција на локалната самоуправа, на општина Газибаба, поддршката од градот Скопје, од владата која што во тоа време беше предводена од ВМРО-ДПМН и коалиционите партнери, успеавме бргу да го нормализираме животот и во делот кој што беше опфатен со елементарната непогода во месец август минатата година. За релативно краток временски период се нормализира таму ситуацијата кај граѓаните. Одличната соработка на Советот на општина Газибаба со градоначалникот на општина Газибаба, градоначалникот на град Скопје, каде што реализиравме многу проекти, и секако претходната влада предводена од ВМРО-ДПМН и коалицијата. Донесени се 16 детални урбанистички планови на територија на цела општина Газибаба, 14 планови за населени места каде што се опфатен руралниот дел од општина Газибаба. Од деталните урбанистички планови, вака по конкретни, по круцијални, можам да го напоменам деталниот урбанистички план за заобиколницата, каде што се опфатени 300 хектари, каде што е предвидена лесна индустрија, и се надеваме дека во многу брз период ова економска зона што е предвидена ќе заживее и ќе донесе бенефит како на општина Газибаба, град Скопје и Република Македонија. Она што владата предводена од ВМРО-ДПМН, претходната влада го направи клучното нешто во образованието. Спроведе реформи. Тие реформи беа позитивно оценети од граѓаните. Општина Газибаба во соработка со претходната влада предводена од ВМРО-ДПМН, локалната самоуправа, Министерството за образование, заменик министерот Спиро Ристовски, направија низа капитални проекти. Општина Газибаба е општина каде што имаме 11 основни училишта. Вкупно со подрачните училишта се 16 училишни објекти. Во континуитет се вложуваше во капитални проекти. После 50 години се изгради ново основно училиште во населеното место Железара. Основното училиште Глигор Приличев. Современ објект за реализација на воспитно-образовниот процес. Тековно се реализација на изградбата на основното училиште Вера Јосик, како што спомена градоначалникот. Но сето таа одлука беше донесена во времето на владата предводена од ВМРО-ДПМН. Во континуитет се реконструираат училиштата на територијата на општина Газибаба. Изминатите години се подобрија условите во сите 11 училишта, односно во вкупно 16 училишни објекти.